Полицијата го уапси 59-годишниот маж кој демнал 15-годишни девојчиња и им пишувал воздемирувачки пораки со шокантно недолични и вулгарни зборови. Последната комуникација беше споделена во Facebook групата Стоп педофилија. Во дел од пораките се гледа дека агресивното и упорно пишување на БТ од Радовиш на малолетничке и се заканува дека без разлика на незиното игнорирање, тој ќе ја киднапира и ќе ја силува. По добиена наредба од Основниот суд од Свети Николе, извршен е претрес во домот на 63-годишниот МА од село Ерџалија, каде престојувал БТ. Одземен му е мобилниот телефон. Во 2014 година во Македонија се донесе закон за хемиска кастрација на педофили. Оваа мерка е предвидена за педофилите повратници, но истите ќе имаат помала затворска казна доколку се согласат да ја земаат терапијата. Стручни лица кои што можат дури целиот третман да им го објаснат подетално, затоа што туку така доколку на нив им кажале ова е третман и ова се инекции кои што ќе треба да ги примате во следните 6 месеци, сигурно би имало некоја одбивност од нивна страна. Можеби ќе треба подолг период за да им се влијае едноставно на нив, за да го прифатат овој третман и да им се кажат кои се придобивките од понатака од ова. Исто така може да им се објасни која е штетата која што ја прават на децата со самиот тој чин што го прават, односно. Одмеѓаш реагираат на тоа дека регистарот за педофили не функционира. Она што за Вилковска е загрижувачки е што најголем дел од педофилите се повратници и ги повторуваат злосторствата. Голем дел од педофилите одлежале и по 2 затворски казни, но затворот не им помага, бидејќи педофилијата е растројство и не може да се лекува во затвор. Според сегашните одредби од Кривичниот закон, за делото обљуба казната е 12 години затвор. За обљуба или друго полово дејствие врз дете, кое не наполнило 14 години, настапила тешка телесна повреда, смрт или друга тешка последица, казна од минимум 15 години затвор до доживотен затвор.